Пропуштените 2 децении во кои Кочани и регионот немаат бања, иако имаат геотермални извори меѓу најбогатите на Балканот, се повеќе ја наметнуваат потребата од развој на овој во светот се по-профитабилен туризам. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев цели насилен инвеститор кој би изградил современ и комплексен спа центар според врвни стандарди, кој би го свртил градот меѓу најелитните во оваа профитабилна стопанска гранка. За да се реализира, мора да се изоди долг и комплициран пат пред се од административен карактер. При тоа да се избере најповолна локација и да се предвиди соодветна инфраструктура. Залакот е голем, бидејќи неофицијално се спомнуваат цифри од околу 10 милиони евра. Градење на современи спа центри, бањолошки центри кои во последно време се тренд и на вистина бележат еден енормен развој. И овде не треба да бидеме многу паметни, само треба да ги следиме искуствата на нашите соседи и да тие нивни искуства да можеме да ги пренесеме на наша страна, ефектите ќе бидат повеќекратно и ќе бидат во секој сегмент. Нарачавме идено решение проект преку Центарот за Источноплански регион, се со цел да имаме некаков проект со кој ќе пробаме да мотивираме странски инвеститори или поголеми финансиски мокници кои ќе можат да направат еден таков спа центар кој ќе биде пионерски почеток во развојот на спа центрите во овој регион. Општина Тишинево-Облешево е пред полесна задача, меѓутоа не е едноставна. Градоначалникот Горанчо Крстев, потпирајќи се на традицијата во селото Бање и на постоечката, иако руинирана инфраструктура, се надева дека ќе привлечат домашни или странски инвеститори кои за релативно куз временски период ќе може да ја реактивираат старата бања. Активностите веќе земаат залет, што зборува за сериозноста со која му се приоѓа на проектот. Бањата, значи, пред кратко време, ние си ја вративме бањата на општина Тишиново-Облешево со имотен лист, во службен весник излиза дека е под наша собственост на општина Тишиново-Облешево, во кој сега UNDP ни прави физибилити студија и ќе тражиме инвеститор во кој тоа би било една добра работа за нашата, не само за Тишиново-Облешево, дури и за целиот регион, за да успееме да ја направиме бањата во село Бања. Конкурентноста на засега двете идеи може да има само мотивирачка и продуктивна, што е случај со многу центри од таков тип. Конкурентноста на засега двете идеи може да биде само мотивирачка и продуктивна, што е случај во многу центри од ваков тип. Тоа го потврдува големиот притисок кај нашите сограѓани да го прават во банските центри во соседна Бугарија, каде најбројни гости се токму македонците.